30 години моторели на независноста, годинава се навршува токму 30 години. Зоран Трајковски е председател на Мотофедерацијата и организатор нормално на ова рели на независноста. Зоки, кажи ми, еве годинава 30 години јубилеј и тоа не е мал јубилеј. Многу голем јубилеј меѓу едините настани, може да кажем, у Македонија, у наша република, што се одржа по 35 кога независноста на нашата република. Годинава како стоиме бројчано? Бројчано оваа година сме над задоволително 400 посади од сите држави од околината, дуѓаме од Шведска, од Србија, од Хрватска, од Словенија. Значи задоволително за разлика поради состојбите со COVID-19. Македонските моторџи? Македонските моторџи има доста, има. Значи странци имаме некаде околу 50 души, другото све се македонци. Бројчано вкупно? Бројчано вкупно 400 посади. И вака, првата ден беше вчера, Скопје дојран, денеска одиме до Охрид. Денеска одиме до Охрид, вечерта има забави, додела на награди, на признанија на поединци, на групи, најбројен клуб, најмлад учесник, најстар учесник и така понатака. Таму имаме вечера со завршна забава, третиот ден тргаме од плоштата до Охрид до 1 сат и наставуваме преку Кичево со мала пауза за Скопје. И таму го завршуваме редито. Што ќе биде на церемонијалното завршување? Церемонијално завршување во Охрид поради ситуацијата не ни дозволуваат у Скопје групни собери, го одложиме за Охрид, значи Охрид е дозволувањето. На награди сите работи ти што. Од Кавадарци одиме Прилеп, Крушево, Битола, Ресен. Да, идеме горе Крушево, идеме кај нашиот Тоше Проевски да го посетиме гробот, да му оставиме некоја благодарница, пошто и он на некој начин беше наш колега моторџија, да изразиме благодарност. Јас ви посакувам мирен пат и се да помине во најдобар можен ред. И јас исто го посакувам да помине најдобар, бар еднаш кога завршиме кој што треба. Мило ми беше благодарност за општина Кавадарци, што стално ни излага у сусрет со градоначалникот Битко. Лани ни избега, ама годинава нема бегање. Моника Манчова, ем кавадарчанка, ем девојче, односно девојка, згорно на тоа лани и доби награда на моторелито независност и тоа награда за женски учесник, како не само. Да. Годинава второ учество или? Второ учество и се надевам дека ќе добијам пак награда. Сакаш да повториш минута годишно? Да. Што вози Моника? Ќе ми држиш и среќа. 100%. Што возиш? Yamaha MT-07. Ќе ја надоградуваме или ќе останеме на неа сега за сега? Па сега за сега е вака добро. Понатаки се надевам за некој спортски мотор. Сега морам да те прашам, бидејќи си девојка, представничка на понежниот пол, многу малку се забележливи девојките кои што се вака љубители на бензинот, на адреналинот. Се надевам дека сите ќе почнат да возат мотор. Значи нема ништо страшно тука. Само фул газ, без плашење. Само фул газ? Да. Ами да внимаваме нели на оние правила, пропозиции и такви работи. Добро, сега не можеш низград да возиш брзо на автопатот. Можеш побрзо да си возиш. 130, 140. Ке те прашам, почна со релито од Скопје од вчера или? Да, од Скопје тргнаме. Штип, Кочани, Дојран. Вчера, да, но ќе ваме таму и сега одиме на кај Охрид. Вечер ќе ги доделуват наградите и превозбудена сум, мислам дека ќе освоам нешто.